го прочитавме 127 и 128, бидејќи овие два псалми представат целината. Тие се всушност еден псалм, но во интерес на времето ќе се задржиме само на 127 псалм, бидејќи тој опфаќа се она што ни е потребно да разбереме за тоа како се гради, кој е тој што го гради домот. Овој псалм припаѓа на една специфична категорија на псалми, колекција на псалми, од 120 до 134 псалм. Тоа е колекција наречена псалми на издигање или на искачување. Некои ги нарекуваат и пилгримски псалми или псалми на аджиите или аджиски псалми. Така се наречени бидејќи кога евреите од диаспората доаѓале или од другите градови во Јудеа доаѓале во Ерусалим, а Ерусалим се наоѓа на повисоко место, на брдо, искачувајќи се кон градот, според еврејската литургиска традиција, пееле од овие псалми, псалми на искачување. Исто така и свештениците, кога оделе кон храмот, а храмот бил на невисокото место во Ерусалим, искачувајќи ги скалите кон храмот, пееле од овие псалми. Значи, купно се 15 на број, од 120 до 134, подредени се интересно во 5 групи по 3 псалми и секоја група го следи истата структура. Првиот псалм во секоја група е псалм на некаква на опасност, вториот псалм е псалм на сигурност и третиот псалм на победа. И овој 127 псалм всушност е средишниот псалм во третата група и го прави централен псалм во целата таа колекција на псалми на искачување. Пред него има 7, после него има 7, тој е точно во средината на тие 15 псалми на искачување, што значи што ме во средината го прави псалмот на сигурноста во целата колекција и во својата група од 3 псалми и во целата група од 15 псалми. Псалм кој треба да даде на човекот една сигурност во Господа, сигурност за победата во Господ. Псалм, овие најголем дел од овие псалми не знаеме кој ги напишал, за 10 од нив не знаеме, 4 од нив се напишани од Давид, а еден од тие псалми, точно овој, кој ги спориме, е напишан од Соломон, мудриот Соломон. И нема тука многу спорови меѓу теолозите дека авторот е Соломон, бидејќи Соломон како да си го оставил својот ракопис, својот потпис во овој псалм. На многу места, како во уметничките дела, уметниците си остават некој свој потпис, ракопис, така Соломон си оставил ракопис во овој псалм. На повеќе места, ќе го видиме тоа кога ќе го разгледуваме. А најтака што справи впечаток, што отскокнува, е една фраза која се среќава на крајот на вториот стих: оние кои тој ги сака, им дава на сон. И фразата оние кои тој ги сака, оние кои Бог ги сака, оние кои тој ги сака или оние кои ги сака, всушност превод само на еден збор, зборот јадит, кој значи возлюбен. Значи, би можел нашиот преведувач да напише едноставно Бог на возлюбените, на оние што ги возлюбил, им дава во сон. Тој збор, меѓу другото, го среќаваме кога се роди Соломон. Кога се роди Соломон, Натан дојде кај Давид, тоа е запишено во 2 Самуилова 12 глава 25 стих и пишува вака таму: и Господ го засака, или Господ го возлюби, и тука е зборот јадит, и продолжува и го испрати пророкот Натан, и тој го нарече, Соломон го нарече, во нашиот превод пишува Јадидија, не знам зашто ставиле наставка за женски род, и го нарече јадит, кој значи возлюбен. Значи, таа фраза што Соломон е користи овдека во псалмот е истиот збор со кој Бог го нарече Соломон возлюбен. Како што беше, нели, Словото Господово завршува така да стихот. И ќе видиме има и други некои
специфични драги во псалм кои говорат за авторството на Соломон, како и да е. Самиот начин на пишување, псалмот изобилува со живописни слики, што се карактеристично за Соломон како автор на книгата Поговорки. Книгата Поговорки е полна со мудрости од секојдневниот живот и овој псалм го содржи тоа, таа живописност. Исто така ќе видиме некои зборови кои се карактеристични за книгата Проповедникот, како на разбирање за животот. И на крајот на криштата самото слово ни вели кога веќе во првото книга Цареви говори за крајот на животот на Соломон, 4 глава пише дека тој напишал 1000 песни, тоест 1000 псалми напишал Соломон. И еден од тие 1000 псалми Бог решил да го зачува овдека во зборникот Псалми. Она што е различно меѓу ова дело на Соломон и останатите како Поговорките и Проповедникот е што, како и сите псалми, и ово е напишан за пеење. Тоест, има некаква мелодија внатре, намената е да се пее. Тоа е песна за пеење. И денес евреите го пеат тој псалм кога во семејството ќе добијат дете како благодарност за Господ. Ај малку да видиме она што е важно, за да го разбереме подобро структурата на псалмот, како е напишан. Еврејската поезија користи посебен начин на пишување, таму нема рими, тоест нема согласност меѓу редовите по звук, туку согласноста е по идеја. Тоа се вика парализм, има парализми на идеите. И овој псалм користи една често присутна хиастичка структура, тоест псалмот е поделен на 2 дела. Првите 2 стиха се првиот дел, потоа од 3 до 5 е вториот дел. При хиастичка или огледална структура, двата дела се отсликуваат. И се тоа отсликување може да биде обратно, реверзибилно, а може да биде и синонимно. Во овој случај имаме обратно или, како ги вика климите, инверторно. Инверторно отсликување, обратно отсликување. Вториот дел говори спротивно на она што говори првиот дел. И така, гледајќи го псалмот, всушност ние може да ја сватиме идејата. И иако во првиот дел Соломон користи слики за дом, за град, за градење, чување и така натаму, во суштината всушност на псалмот е домакинството и посебно како едно домакинство вистински се гради. Тоа се гради со покорност кон Бог, следење на Божиот пат. Така почнува следниот псалм, 128. Оние кои се покорни Бог, оние кои го почитуваат Бог, оние кои одат по неговиот пат, тие ќе го имат тоа што овдека, како благослов се дава од Господ. И што е обратното или спротивното? Што во првиот дел, преку употреба на неколку изрази, авторот ни вели како не можеме да градиме, како не може да се изгради еден дом, а вториот дел ни кажува како се гради тој дом, како доаѓа благословот. Има една, како во секој таков огледален псалм, има една централна идеја, централна оска, централен аксис. И централниот аксис е оној кој ги дели како една шарка, кој ги преклопува двата дела, на оние кои тој ги сака, ним им дава на сон. Тоа е целата суштина. Колку и да работиме, што и да правиме, нема да успеваме. Единствено, Бог е тој кој може да гради, да дава. Тоа е целата идеја. Тоест, идејата овдека е благодат. Само по благодат можеме да градиме. Само по благодат можеме да изградиме вистинско семејство, во кое, и ова е оно псалм, рековме како централен псалм, средишен во групата, псалм на сигурноста. Оној што се надева на Господ, на неговата благодат, тој има сигурност. И кога ќе застане пред непријателите во опасноста, тој има
победа. Во таа смисла тоа е оној централниот псалм на сигурност. Има во рамките на самите делови, половини, исто паралелизми, ќе ги видиме. Господ, ако Господ не изеда куќата, ќе го јадете левот уморни, гледате 1а и 2а, тоест почетокот на првиот стих и средината на вториот стих, што значи ако Господ не гради, тогаш нема да има задоволство. Нема да има исполно задоволеност, нема да има. Цел ден ќе работиш и нема да спиеш, цел вечер ќе бдее стражата, стано ќе рануваш, досна ќе легнуваш, но нема да има ништо. А оние кои се надеваат на Господ, оние кои одат по Бог, ним Господ тие се благословени, тие имаат наследство кој им дава сила, наследството, поради кое нема да се застрамат, бидејќи тоа наследство дава ресурс, сила, а тоа наследство се и ова таа централна оска во вториот дел, децата во семејството. Хајде да видиме иако изгледа како првиот дел да се однесува нешто за поинако од вториот дел, говорат за едно исто нешто, за градење на семејство. И тоа ќе ни помогне пиктографијата. Значи има една наука во херменеутиката која се занимава со следење или пиктографијата на тие примитивни корени. Значи, сите древни азбуки и нашата македонска, старомакедонска азбука, ја викаат црковно-словенски, ние ќе викаме старомакедонска на Кирил и Методи, секоја буква е всушност збор, кој има значење, нели? И азбуката, нашата е подредена, мислам дека беа 6 реда. Првиот ред почнува со буквата А, која значи аз или јас. Втората буква е буки, кој значи слово, букви. Веди, веди, зборот веди значи можам, умеам, знам. Г е зборот глагол, тоест глаголам, старословенски збор глаголам значи говорам. И Д значи добро, или првиот ред значи дека јас словото можам да го говорам добро. И кога говори за буквите словото, мисли на Божото слово. Тоа е пиктографијата на азбуката. Овдека има некои примитивни корени во во целиот псалм, кои откриваат суштината, всушност, идејата на авторот. Например, зборот зидење или градење треба да биде подобро. Авторот говори за зидење, меѓутоа во времето во кое пишува и кај сосем псалмот, па и за древност, кога доаѓа тој збор за градење или банах, немало градење, немало зидење, туку имало поставување на шатори, на платна. Во древноста куќите ги граделе жените, така што ткаеле платна, ги врзувале и правеле домови. И тој збор банах уствари е евреите или семитските народи ги сметаат за букви само согласките. И вовдека имаме 3 согласки Б, Н и Х, или бет, нун и хеј. Секоја согласка има свое значење. И од тие 3 согласки бет, нун и хеј, кои го сочинуваат зборот банах, кој ќе додадеме, не е точно банах, туку е банх. Зборот бет значи куќа, зборот нун значи семе, наследник, потомство, и зборот хеј значи или х, значи нешто што дише, што живее, што се обновува, што продолжува. Или ако сакаме да ја видиме етимологијата на зборот банах, или она што на почетокот кажува, ако Господ не ја гради куќата. Во идеја, всушност, како се гради. Градењето е тоа што едно семејство се гради, диши, живее, продолжува преку потомството. Уште на самиот почеток, преку тој глагол банах се гледа таа идеја. Во вториот ред, нема сите редови да ги разгледуваме, во вториот ред е зборот чува, ако Господ не чува, напразно стражарите ќе чуват. И тоа е повторно збор со 3 согласки. Во нашиот текст, што го имаме, тоа се согласките шин,
мем и реш. Меѓутоа, древниот корен на зборот, и тоа го има во речниците, еврејските речници на древни зборови, првобитниот корен на овој, првобитната форма на овој првобитен корен е син плюс нун плюс реш. Има едно со времето на син во шин и на мем во нун. Тоа се случува со еврејскиот јазик често. Син и шин се исти зборови заради подобра звучност. Син станува шин, а м, буквата м, т.е. буквата н или нун станува мем. Но основата всушност не е шамар, туку е санар. И тука повторно е зборот нун семе. Тоа е основа. Еден дом се гради или се чува кога главен или врвен приоритет. Зборот син значи чување, стража, заштита. И идејата е, и го гледат самиот збор, е круг, она оградата што се става околу овчарите, што стават околу овците, околу стадото. Древните вакво букви имали, содржали преку самата форма некакви идеи. Тоест, напразно ние ќе го оградиме домот, со стража ќе се грижиме за она што сме го изградили, што го имаме, нели, ако Господ тоа не го прави. И во зборот санар или шамар, идејата е дека зборот реш значи глава, тоа е глава на човек. И самата буква така изгледа, и од тука зборот реш станува нешто главно, приоритетно. И ние велиме глава на нешто, нели? Најважно, од прво основно значи, приоритет врвно. Тоа чувањето или пазењето, заштитата на потомството треба да биде најважно нешто првитно. Но ние колку да си го ставиме тоа за приоритет, ако не го вклучиме, Господ се е напразно. Нема да биде зачувано. Значи, тоа е идејата на првите два стиха. Без Бог се е безсмислено, без Бог се е напразно. И тука го гледате, во рамките на овој прв дел пак има паралелизам кој е некако градивен. Например, вели ако Господ не изеде куќата, залудо ќе стројат градителите, ако Господ не го запади град, значи ако Господ не гради, не зида, нема да оствариме ништо. А и она што ќе го имаме потоа, ако Господ не го чува, ќе го загубиме. И на крајот, колку и да се трудиме, нема да има нема да има задоволство, нема да има радост. Домот нема да биде исполнет со наслада. Туку ќе има умор, истоштеност, со умор човекот ќе го јаде својот hleb. Основната идеја е дека без Бог во животот, ако не го вклучиме Бог во семејството, се е напразно и три пати во секој од овие делови, во секите три реда, Соломон го употреба зборот залудо или зборот шаф, кој е специфичен за Соломон. Сеќавате во книгата Проповедникот, која е основната фраза што ја користи, некаде 25 пати. Суета на суетите. Се е суета. Таму користи друг збор кој е синонимен. Таму е зборот пареа или хебел. Хебел значи паре, нешто ќе се појави, ама што има во парејата? Ништо се појавува и исчезнува. Безсмисленост. Истото значење го има и зборот шаф. Напразно, залудно. Нема никаква содржина. Колку и да се трудиме, колку и да работиме, ако не го вклучиме Бог во нашата работа, се ќе биде напразно, ќе биде залудно, безсмислено. Како трчење по ветар, гонење на магла, ветар и магла. И три пати го повторува тоа Соломон на две фрази, ако Господ не. И во почеткот на првиот стих и потоа продолжува, нели, во вториот дел на првиот стих. Ако Господ не биде вклучен, ако Господ не го прави тоа. Сега, зошто го повторува толку пати тоа Соломон? Зашто треба да го памтиме и зашто Соломон многу добро го знае проблемот на човекот. Проблем кој и самиот Соломон го искусува. Соломон беше многу мудар човек. Меѓутоа, Соломон остана запамтен во Библијата како некој кој
не го вклучи Бог во својот живот, туку го следеше оној грешен нагон да прави сам. Сам, со својата мудрост, што Бог му ја даде, да го гради царството. Сеќавате, Бог му даде мудрост. Ќе кажем нешто малку подоцна. И што направи Соломон? Наследи големо царство од Давид, неговиот татко. И Соломон реши тоа царство да го одржува со човечки стратегии, со дипломатија. Почна да ги зима керките на околните цареви. Прво зеде керката на египетскиот фараон, потоа зеде керката на тирскиот, на останатите цари. Но кога ги склучуваше тие договори за мир, земајки, сватувајки се со тие цареви, тие доаѓаа со некои услови. Секоја од тие жени доаѓаше со свита на свештеници, свештеници од својата религија. И кога доаѓаа во Ерусалим, тие потоа бараа и храмови во кои ќе продолжат да се поклонуваат на своите богови, и така Ерусалим стана град полн со храмови на туги богови, и пишат тие жени му го свртеа срцето од Бог. И сето тоа беше резултат токму на овој пропуст. Соломон тргна со својата мудрост, со човечките стратегии, да го гради и да го чува она што му беше дадено, оставено од неговиот татко. И тоа е еден голем проблем кој го имаме сите ние. Се подпираме на своите знае, на својата стратегии. Денес посебно со YouTube, со Google можеме се да разбереме за деца, да научиме како се гледат децата. И ако треба некој пат, ќе се помолиме и на Господ, тоест ќе се подпреме на Господ. Истината дека ако не се надеваме на Господ, ако не се молиме на Господ, ако нашиот живот не се гради на признавање на својата неспособност, на немок, на зависност и барање Бог да помага, Бог да дава здраве, Бог да дава мудрост, Бог да дава благослов на трудот, се е напразно. Дали, и јас овде се обраќам сега на родителите, кои ќе ги посветуваат своите деца, бидејќи тоа е целата цел за ова богослужба, на што се надевате. Да, мудри сте, Господ ви дал знаење многу, можете да најдете информација, но на што се темели вашата сигурност? На вашите знаења, на вашите способности, на информацијата што имате или на Бог? Зашто ако Бог се оно што го правите не го благослови, не покаже благодат и милост, се е напразно. Се е шаф, ветар и магла. Нема да има никаков успех. И тук, во овој контекст, Спрџан во неговата ризница, во коментарот наречен ризница на Давидовата ризница, тоа е коментар на псалмите на Давид, цитира една германска поговорка, вели, многу деца се молат многу, а многуто молитви носат многу благослови. И тоа е голема вистина. Знаете ли, децата, кога ќе свикнат да се молат, кога ќе видат научени да се молат, тие ќе барат постојано за се да се молат. Сега го имаме таа реалност со Мила, значи Мила која ќе запне, и тоа на секој легнување поручок вечер, да се молиме, ајде ќе се молиме, и Пепе тука, да, Истаков, и кога ќе почне, значи сите што ги знае, цела црква и комши, за сите мораме да се помолиме, еден поем. Така да знае дека по 2 пати се молиме и за децата, и за вас. Многуто деца значат многу молитви, а многуто молитви многу благослов. И тука, значи, она што е овдека важно, и така централната оска која дели двата дела на Соломон е на оние кои тој ги сака, им дава на сон. И тука идејата е разбирањето на благодатта, Божјата благодат. Што значи некој да добие на сон? Заслужил да добие, изработил нешто на сон, спиеш и добиваш.
Овде идејата не е овде, како што, например, во некои доктрини, теологија се признава, Бог ни говори на сон или Бог ни даде откровение на сон. Идејата сосем поинака. Контекстот е Божјата благодат. Ако Бог не даде, немаме ништо. А Бог дава. Не бидејќи заслужуваме, не бидејќи ние сме нешто. Туку тој го дава како на сон. И овдека го вклучува Соломон своето искуство. Сега кажавме за она јадат за возлюбен, и кога Соломон го наследи царството од Давид, и кога спиеше вечерта, тоа се случи на сон, во 2 Самуил 12 глава, на сон му се јави Господ и му рече: Соломон, сега ти си цар, кај што сакаш од мене? Што да побараш, ке ти дадам. И тогаш Соломон рече: Господи, јас сум млад, како мене бил млад, некаде 50 на години, може некој од 40 на години, немам искуство, а големо е царството, многу се непријателите, народот е непокорен, мене ми треба мудрост. Дај ми мудрост, Господи. И тогаш Бог му рече: бидејќи не побара злато и сребро, бидејќи не ги побара душите на непријателите, јас ќе ти дадам многу мудрост, како што тоа е најважното, тоа на што ти треба, ама ќе ти дадам и многу богатство. И се разбуди Соломон и пишува тоа беше сон. На сон Бог му го даде и мудроста, и богатствата, иако Соломон, ако ги читате претходните стихови, почна лошо. Тој веќе ја беше зел за жена керката на фараонот. Веќе почна со неговата стратегија. И Бог пак покажа благодат, му даде. Што сакам да кажам овдека? Многу е важно за родителите да живееме со сознанието дека се имаме по благодат. Зошто? Зашто благодатта е клучот за нашата понизност во семејството. Оно што најмногу е најважно во семејството, кога посебно имаат деца, нели, кога се грижат за деца, е еден понизен однос еден кон друг и кон децата. А таа понизност не доаѓа од легализмот, не доаѓа од гордост, еве ние, од сознанието, еве ние се направивме, јас заслужам, мажот, јас работам, јас придонесувам, јас сум заслужен, јас знам, или пак жената ќе каже нешто друго. Не, една смиреност која доаѓа од сознанието дека иако сме грешни, недостојни, не заслужуваме, Бог ни дава, се е по благодат. И таквото сознание, таквиот однос отвара врати за заеднички живот, за соработка. Отвара врати за разговор, за комуникација. И кога децата ќе сгрешат, родителот не настапува со нив: ама јас не бев таков, јас бев многу подобар, еве јас колку се мачам, еве јас колку придонесувам, се е заради мене, се јас моја заслугата. Зашто децата гледат, децата имат развиено многу добар инстинкт, можат да го намирисат лицемерието. И тогаш да се разочарат. Благодата е таа која во семејството дава врати, отвара врати за разговор, за градење на живот. Воспротивно, чувството дека сме големи, заслужуваме, ние придонесуваме и нам на крајот припаѓа славата, не на Бог, тоа води до нарушување на односите. И сега кога го говориме ова, не сакам да се создава впечаток, значи треба само да спиеме и да се молиме, да чекаме на Бог. Не е тоа идејата. Тоа е, значи едната крајност е само ние работиме, само од нас зависи се, другата крајност е благодата како изговор за мрза. Ке чекаме Господ да ни даде. Не, идејата овдека е ке дадеме ние се од себе, ке работиме, но на крајот знаеме дека Бог е тој кој ќе го благослови трудот. Бог е тој кој ќе даде. И кога го правиме тоа, да внимаваме. И тоа е уште една важна работа која сакам, нели, од моје искуство, од искуство на многу други што поминале во тој живот на одгледување на деца, еден правилен однос меѓу посветеноста на работата и посветеноста кон децата.
Денес посебно е таа опасност, родителите, сакајќи да обезбедат на децата, оддаваат толково внимание на работата, на растеж во развивање во кариерата, што на крајот ги занемаруваат потребите на децата, ги занемаруваат децата. Знаете ли што? Нема човек кој кога се пензионирал на 64-66 години, 62, и кога веќе почнал пензионерски живот да каже колку ми е криво што не се посветив многу повеќе на професијата. Не, она што ќе го каже и најчесто го кажуваат луѓето е многу ми е криво што повеќе не се посветив на децата. Што повеќе внимание не посветив на децата. Обично тоа е заклучокот до кој стигнува човек на 60-70 години. И тука би сакал да ја прочитам, и тоа се однесува и за христијаните, и дури за служителите. Ливингстон, Дейвид Ливингстон е пионерот, мисионер во Африка. Тој му пишува писмо на свој пријател. И му вели во писмото вака: Драг пријателе, се надевам дека си играш со твоите деца. Зашто гледајќи наназад, жалам за едно, а тоа што не чувствав потреба да играм со моите деца онолку колку што чувствав потреба да ги учам домороците. Работев напорно, се враќав уморен ноќе и немав време за децата. А сега веќе немам со кого да играм. Затоа, добар пријателе, играј со нив додека можеш, зашто наскоро тие повеќе нема да бидат деца. Многу е важно тој однос, да се внимава на тој однос. Да, треба да работиме, да се трудиме, да се молиме Бог да благослови, меѓутоа не по цена да бидат занемарени децата. Тоа е првиот дел. Вториот дел, кој е обрт на еден период, а што значи еден дом кој е благословен веќе со децата? Оној кој се надева, оној кој оди по Бог, тоа е благословен. Благословот всушност се децата. Интересно дека Соломон не збори за статус кој некој семејство го има во општество, дали стана збор за цар или за некој сиромашно семејство. Не говори за тоа колку имот има. Клучното за статусот кој ќе го има едно семејство пред градската порта е кај што собираат луѓето, колку успешно семејството, колку децата или семејство заедно со децата успеале да ја завршат онаа работа што Бог им ја дава како цел за потомството. Ке го видиме тоа преку сликите, стрели и така натаму. Има наслада, има задоволство, има радост во на семејство кое го следи Божиот пат, кој го вклучува, кој гради олтар посветен на Бог во семејството, и Бог сето тоа го благословува. А клучно во сето тоа, како што кажем, во тоа градење се децата. Децата се благослов, се дар, вели Соломон од Господ, подарок од Бог. Децата не се пасива. Нели? Во семејниот во нашите погледи кон домот, кон семејството, имаме актива и пасива, приходи и расходи. Децата обично ги ставаме на страната на расходите. Они се трошаджиите, оние што трошат, оние што конзумираат ресурси. Соломон вели не. Децата се придобивка, се дар од Господ, наследство. Тие се богатство, големо богатство, скапоцен дар. Дар кој, да, секако бара некаква обврска, нели, на оние на кои што им се дава. И добро е вие како родители така да се однесувате со вашите деца како со дар. Така да им зборите, така да постапувате тие да разберат дека се подарок од Господ. И да живеат со сознанието дека се скапоцен подарок од Господ. И тоа не заради онаа современа психологија кој вели да добијат самочувство и не, туку да живеат со сознание дека тие се подарок од Бог, дека му припаѓаат на Бог и нивната цел е да исполнат Божјата намера. Бог ги создал, ги дал на родителите како подарок и бидејќи Бог,
тие се подарок од Бог, тие пред Бог ја имаат својата одговорност. Да бидат вистинскиот подарок, да ја остварат целта. Едно дете ќе живее со тоа сознание за исполнување на Божја цел, ако родителите градат во него сознание дека се подарок, дадени се од Бог. Бог е оној кој ги донел на овој свет и во семејството. Затоа кажувајте им го тоа, во молитвите, кога разговарате. И така тие ќе се насочат во животот на вистина како некои кои му припаѓаат на Бог. А тоа се прави со работа, усърдна работа, во една зависност од Бог, во која е потребно дејство, која е потребно работа. Не случајно Соломон користи, тоа го не беше представено во преводот од кој што читаше Бора, меѓутоа оригиналниот превод е добар. Децата ги споредува со стрели. Стрели во тегарчикот, така ли беше? Тегарчикот. Стрелите во древноста, луѓето не ги купувале во продавници за спортска опрема. Требало да земе гранки, да ги обработи добро, и тоа не бил лесен процес. Треба прачката да ја центрира, да стави во оган малку, да се запече, да добијат сврстина, треба да ја изостри, треба позади да стави она што ќе дава на стрелата правец, насока. Многу работи има во стрелата. И на крајот таквата стрела да биде подготвена, за да ја оствари намената, а намената на секоја стрела е да стигне кон целта. Никој не пушта стрели така, на случајно. Дори е опасно така да пуштиш стрела, мижејки, може да убиеш некого. Има работа, има одговорност. Децата ни се дадени да ги обликуваме, да ги образуваме. Се тука една критика ќе упатам кон нас христијаните, кон црквите, кои се погласни сме кон општеството, кон институциите, кон државата, бидејќи закони донесуваат, образовни програми и така натаму, кои не се најдобри за воспитување на нашите деца. Никаде во Библијата Бог не вели вашите деца треба да ги воспитуваат градинките, училиштата или не знам как, или телевизиите, или филмовите и музиката. Одговорноста за воспитување на децата е на родителите. И јас би се прашал себе си, сите христијани кои гледам колку се активни на социјалните мрежи со критики против министри и училишти и така натаму, кои се жалат дека им ги расипуваат децата, колку време во денот се собираме како семејство, мајка, татко, деца, да читаме Библија, да изучуваме Библија, да се молиме заедно. Го правиме ли тоа секој ден по 1 сат, по 2 сати? Ако го правиме тоа, нема да не плаши и најстрашниот образовен систем, зашто светот секогаш бил темнина таму каде што лукавиот владее. Ние не ја вршиме својата работа дома и потоа ги обвинуваме институциите дека не ги расипуваат децата. Зошто? Зошто креваме раце од нив и ги даваме таму на институциите, они да не ги воспитуваат децата. Одговорноста, вели Соломон, е на родителите. Тие како стрели треба да ги насочат. И да ги пуштат. Кога ќе ги пуштат, обработени, образовани, изградени личности, ќе влезат таму во темнината како огнени стрели и ќе прскат светлина. Светлина за Бог. И кога ние ќе застанеме таму во тоа општество, каде што има никакви образовни програми кои ги рушат сите вредности, нема да се засрамиме пред противникот, зашто ќе имаме потомство кој ќе ги победува тие врати на темнината, на пеколот. Тоа е нашата одговорност од тие деца. Пуштени да остварат целта таму, во царството на сатаната да носат победи за Христос, таму да носат светлина. Тоа е целта на Бог, зошто ни ги дал децата.
И тоа е пораката, нели, накратко, колку што можеме пократко, кој родителите. Да им дадеме на нашите деца едни здрави корења, да знаат каде припаѓаат во семејството, знаат од каде произлегуваат, една врска добра со семејството, но едни цврсти крилја, за да можат да одлетат, зашто на крајот на краиштата целта на стрелите во тегарчикот е да излезат од таму и да бидат упатени кон целта. Не да ги држиме како приврзок за нас, но таму, оспособени, изградени во Христос, да работат за Царството на Христос во светот. И сега, родителите, ќе ги поканам и децата да дојдат и да продолжиме со онаа процедура, церемонија на посветување на децата на Бог, зашто веруваме дека тие се од Бог дадени и ние треба пред Господ, како родители и како црква, да ги посветиме, и како баба и дедо да ги посветиме. Мислам дека има и други. Филип и Кате, ако се горе. Мислам дека и Матеја беше спомната. Ајде. Значи може тука да дојдете, да се редите и... Добре, еве овде како можеме. Качете се овде и... Еве, ова е... Не, од таа страна, сите. Сите ли? Сите. Ке не собере? Ке ве собере. Јас ке одам уште малку наваму, ке ве собере. Така. Да. На почетокот, според таа традиционална процедура, мајките ги држат децата, а потоа во еден момент ги предават на татковците како вие бидете така, како нели предавање на одговорноста на главата на семејство, како сакате може. Добро, ајде почнуваме. Видовме, нели во ова разгледување, децата се дар од Господ и како верни луѓе веруваме дека му припаѓаат на Бог, кој во својата добрина им ги подарува децата на родителите да им се радуваат и да се грижат за нив. И бидејќи децата им припаѓаат на Бог, ние ги посветуваме нашите деца повторно нему. Го гледаме тоа и во Библијата. Ана го посвети Самуил на Бог, Јосиф и Марија го одведоа Христос Исус во храмот и таму го представија пред Бог. И така, следејќи го тој пример, и ние ова утро, Боријан, Ани, Филип, Катја, Тања и Борче, ги посветуваат своите деца на Бог. Нора, Срна, Тијана и Матеја. Да, добро. Има на стих, сакам да прочитам овдека, од Второзаконие, 6 глава, 4 до 7, кој накратко дава упатство за родителите. Почуј Израеле, Господ, нашиот Бог е единствен Господ, сакај го Господа твојот Бог, од се срце, со сета душа твоја и со сите сили твои. Овие зборови што ти ги заповедам денес, да бидат во срцето твое и во душата твоја, пренесувај им ги на децата своји, говори за нив кога седиш дома, кога си на пат, кога си легнуваш и кога стануваш. Одговорноста е самиот родител да оди по Божиот пат, да го изучува Божото Слово и постојано, дали ке е дома или надвор, дали влегува и излегува, дали седи или постојано да ги поучува своите деца и со својот пример и со Словото на Божото Слово.
Така, родители, сакајте го Бог со сето свое срце, душа и сила и поучувајте ги вашите деца да го следат вашиот пример. Любејќи го Бог, любејќи се еден со друг, и вие ќе ја моделирате прекрасната Божја љубов пред вашите деца. И сега ќе побарам да ветите пред Бог, пред целата црква, дека на вистина така ќе постапувате кон Матеја, кон Тијана, кон Срна, кон Нора. Борјан, Ани, Филип, Катја, Тања, Борче, ветувате ли дека со Божјата помош и поддршката што ви ја дава и црквата, тука ја вклучуваме, ќе обезбедите на вашите деца христијански дом на љубов и мир, дека ќе ги одгледувате во Христовото учење и ќе ги воспитувате во верата во Спасителот и Господарот Исус Христос, кој го даде животот за спасението на сите нас. Да, добро, супер. Сега и бабите и дедовци треба да се вклучат. Бабо, ќе плетеш ли джемпери на внуките? Да. Црква, цркво, и ви имате одговорност кон тие деца. Родителите имаат потреба од помош во тој процес. Имаат потреба од поддршка, бидејќи ние сме едно семејство, духовно семејство. Затоа се обраќам и до сите вас, сите нас. Ветувате ли пред Бог? Ветувате ли пред овие млади родители? Дека како членови на оваа семејство, духовно, со можностите што ни ги дава Бог, ќе им помагаме сите заедно, нови родители да бидат истрајни во духовното воспитување, додека конечно не ја достигнат спасителната вера во Христос и понатаму. Согласни ли сте? Да. Да. Добро. И сега да се исправиме и да побараме благослов од Господ и така да ги предадеме овие деца на Бог, на Божјата грижа, зашто ако Бог не ги чува, ако Бог не ги гради, се е напразно. Татко Небесен, јас ти благодарам за ова богатство, за овој дар што ни го даваш нам како црква, како духовно семејство и на овие родители. И се молам, Татко Небесен, ти земи ги овие деца во твојата преградка. И Господи, чувај ги, води ги по твојот пат. Ти гради, Господи, во нивните срца вера во Тебе. Чувај ги, Господи, од темнината, од опасноста на овој свет. Ти, Господи, постави ограда, ти биди стражарот околу нив, околу нивните домови. И дај го тоа сознание на родителите дека првата, основната грижа треба да биде зачувувањето на овие деца во верата во Тебе. Затоа, Господи, ти помагај, благословувај го, Господи, нивниот труд, благословувај ги молитвите, Словото и радувај ги, Господи, со деца кои ќе растат здрави, силни и во телата, и во душите, и во умот, ќе растат во верата, Господи, и ќе бидат служители, ќе бидат војници кои ќе војуваат против царството на темнината и ќе служат на крајот како сигурност, да не се засрамат родителите и ние како црква, кога застануваме пред портите на овој свет, но да бидат, Господи, стрели и стрелани во темнината за да носат Твојата светлина и да имат победа, Господи, во се што прават. Победа за Твоето царство. Се молиме, Господи, земи ги сите во Твојата преградка и води ги низ овој живот. Да има, Господи, во нивните домови навистина наслада, задоволство, исполнетост, да се радуваат, Господи, на Твоите благослови. Во името на Христос, нашиот Господ и Спасител, се молиме и за Срна, и за Нора, и за Тијана, и за Матеја. Благослови ги и нивните родители, благослови го Борјан, Ани, благослови Филип, Катја, благослови Тања и Борче и радувај ги, Господи. Радувај ги со една богата жетва, Твоја небесна, која ќе ја гледат понатаму во нивните семејства, во нивните животи. Во Христовото име кое не спасува, се молиме. Амин. Амин.